вечер во ноќно студио на телевизија Телма, со мене Снежана Лупевска Созен. Најмалку 58 мртви и над 500 ранети е досега билансот на жртви во Лас Вегас. Еде ги фактите за овој најголем масакар предизвикан од огнено оружје во историјата на САД. Човек отвори логан за време на кантри концерт од 32-иот спрат на еден хотел. Пукањето траело речиси 15 минути. Станува збор за 64 годишен пензионер Стивен Падок. Напаѓачот се самоубил, не им бил познат на безбедносните служби. ИСИС презеде одговорност, иако американските власти и Трамп соопштија дека не станува збор за тероризам. Чисто злосторство беше краткиот коментар на американскиот преседател кој ќе го посети Лас Вегас во среда. Напаѓачот го опишуваат како мирен човек кој сакал да се коцка. Еве ги и другите настани во ноќно студио. На секои 32 часа умирало по едно бебе. Лани починале 273 новороденчиња, покажуваат официјалните податоци. Вечерва во ноќно студио истражуваме што е причината. Гостинка директорката на гинекологија Викторија Јовановска. Каталонија референдумски реши да се отцепи од Шпанија. Властите од Шпанија тврдат дека тоа е неуставно. Од Барселона во живо за последните случувања Емил Киријас. Во студиото анализираме со магистар Андреа Стојковски, познавач на административно-политичкиот систем во Шпанија. Македонија има стапка на смртност кај бебињата како земја од Африка. Државниот завод за статистика ги објави следниве застрашувачки бројки. Стапката на смртност кај доенчињата изнесува 11,9 на 1000 новородени. Или уште пострашно, на секои 32 часа во Македонија умира по едно бебе. На клиниката за гинекологија се вршат испитувања кои се причините за смртта на 4 новороденчиња минатата недела. Но пред само еден месец починаа 3 на истата клиника. Весна Јовановска се обиде да дознае зошто бебињата умираат во Македонија. Ова не е само статистика, овие бројки се нечии судбини. Смртноста на новороденчињата во Македонија е алармантна. За жал, оваа состојба не е нова. Лошо е што не запира. Бебињата и понатаму умираат. Минатата недела во иста ноќ починаа 4 предвремено родени бебиња, а само месец претходно за 10 дена битката за живот ја загубија 9 деца. Ако во 2015-та починале 198, наредната година тој број се зголемил за речиси 40%. Само на гинекологија во првите 8 месеци годинава починале 127 бебиња. Алармантните бројки ги разбудија здравствените институции. Санитарните инспектори повторно се впуштија во вонредни инспекцијски контроли, кои овој пат ќе траат цела недела. Нема да бараат само интрахоспитални инфекции на клиниката, туку ќе ги лоцираат сите можни пропусти и проблеми. Освен што се инспекторатот е отиден со намера да се испитат причините за смртноста на неколкуте доенчиња во последниот период, ќе опфати и целокупен увид на просторниот капацитет, на оптеретеноста со пациенти, кревети, инкубатори во интензивна нега и оптеретеноста во операционите сали, кадарот со кој располага клиниката, нивната структура по однос на образование, недостаток од среден па и висок медицински кадар. Картон по картон, болничка историја по болничка историја. И самата клиника за гинекологија ќе ја проверува документацијата на секој починато новороденче за да лоцира главната причина за црните статистики. Во меѓувреме состојбата е непроменета. Смртноста на новороденчињата се случи во многу кус период. Ова е оделението за интензивна нега на новороденчињата. Овие бебиња имале среќа да се родат здрави и да преживеат. Среќата на родителите е уште поголема ако на државната клиника најдат слободен инкубатор за нивното бебе. На интензивна има само 20 инкубатори, а бебиња често и над 50. Но ова не е единствен проблем. Капацитетите за породување се 4000 пациенти годишно, а овде се вршат и 6000 породувања. Понекогаш, знаеме стварно да бидеме пренатрпани и да имаме повеќе деца него што има респиратора, меѓутоа и тука е, пак ќе кажам, и педиатриската клиника која доаѓа на помош, понекогаш
тие деца што се од оддел за постинтензивна нега се ослободуваат и таму простори, за да може да се надмине, да кажам, тој јас кој во моментот се наоѓа, па ад хок да се решават такви проблеми. Меѓутоа, денес, ако се реши тој проблем, па утре се повтора, па прекутре повторно се поправа, значи тоа значи еден континуиран притисок кој не може постојано да се издржи. Според новото раководство на гинекологија, клучно влијание имаат и нарушените меѓучовечки односи на клиниката, интрахоспиталните инфекции, недостигот на кадар и болнички капацитети. Специјалистите вина припишуваат и на матичните гинеколози кои несоодветно ги следат бременостите, но и самите родилки кои се до првите контракции никогаш претходно не биле на преглед. Поранешната директорка на детската клиника смета дека клучна улога во креирањето на ваквата слика имаат и начинот на живот на бремените жени, зголемувањето на нивната старосна граница ни зголемениот број инвитро оплодувања. Јас лично имам видено дете од 23-та недела која е нормално и функционира како што треба. Тоа е веќе крај на 5-ти, почеток на 6-ти месец. Кај нас некако со таа линија од X причини кои треба да ги довршиме, да речем, во однос на конципирањето на нашата соработка и нашето давање на знаење кон тие деца, ја ставаме 24-та, 25-та недела и тука нема дилема дека треба да се направи се. Веројатно ни требаат малце повеќе персонал, посветеност, пред се посветеност, желба да се даде се од себе, бидејќи имате мајки кои можеби никош понатамо нема да може да имаат дечиња. Истрагите најчесто не наоѓаат вина. Смртните случаи само влегуваат во државната статистика како темни бројки за кои не се знае причината за смртта. Главните мерки што се преземаа по секој јавно обелоденет смртен случај беа формирање комисии, чии извештаи експресно се споделуваа со јавноста доколку не се утврдеше лекарска вина. За сомнителните случаи каде е можна вина на лекар или на клиниката, предметите стигнаа до обвинителството и голем дел од нив се уште чекаат правна разврска. 1343 новороденчиња починале во првата година од нивниот живот во Македонија за последните 6 години, односно од 2011 до 2016 година. Колешката Ирена Молачка е новинар на Фокус, таа ја истражуваше оваа тема и доби неколку новинарски награди. Ја имаме во живо во ноќно студија. Ирена, добро вечер. Што дозна од твоето истражување? Што беа фаталните проблеми со кои што се соочува македонското здравство и зошто умираат бебињата во Македонија? Добро вечер, Жане. Значи, вака јас оваа тема ја истражувам едно 2 години. Се почна во 2016 кога од лекар случајно низ мобет протече информација дека во рок од 6 месеци починале повеќе од 80 бебиња, од кои само 20 почина во рок од 2 недели. Тоа беше мојот стартна позиција за ја да почнам да ја истражувам темата, со тоа што успеав и покрај тоа што немав никаква соработка со тогашниот менеджмент на клиниката, успеав да ја најдам информации, документи за околу 40 починати бебиња кои во Фокус беа објавени во серијалот 6 текста. Сите тие бебиња, значи, дел повеќето беа предвремено родени. Значи, главните причини од тоа јас успеав да откријам се нестручност на лекарите на дел од клиниката, потоа интрахоспиталните инфекции, како и тоа дека постои голем недостиг на анестезиолози и педијатри на клиниката, иако мислам дека гинеколози има доволно. Дури страшни се приказните што излегуваат од клиниката со оглед на тоа што во 2015 починале 99 бебиња. За разлика од тогаш, во 2016 таа бројка се дуплира и умираат 184 бебиња. Мислам, за држава во која се стреми да иде во Европска Унија, е страшно да немаме ние официјални податоци, со тоа што јас дури сега, после години и пол од истражувањето, ги добив официјалните податоци од тоа колку бебиња починале на клиниката. А дури успеав после 2 години, значи, барајќи да влезам, да успеам да сликам, да видам како изгледа одделението за интензивна нега на клиниката, да видам со каков кадар и што работат таму лекарите. Јас успеав пред 10 дена да влезам на клиниката со тоа што направив фотографија од која јас бев шокирана.
Шокирана со тоа што пола од родилните кревети од старата клиника, од старата зграда префрлени се во новата зграда. Новата зграда изгледа во делот кај што се најкритичните случаи, да речеме пациентките од патолошка бременост, бебињата што се сместени во инкубатори, значи условите се катастрофални. Во тој дел да, ако се слушаме, да кажам дека каква е состојбата сега, веќе почна да кажуваш, бидејќи смртноста на бебињата не прекинува. Ако зборуваме за власта се смени, директорот се смени, смртноста кај бебињата за жал продолжува. Имавме 4 случаи, прето имавме 3 случаи, па да не зборувам на ниво на Македонија и во другите градови. Смртноста продолжува исто, значи на почетокот на годината во последните 8 месеци до сега се починати 127 бебиња, што значи дека годината како и за исто и лани би завршила со смртност повеќе од 200 бебиња. Во моментот од тоа што можеме, што е нешто позитивно, е дека сите тие случаи се планираат, секој случај, барем јас што успеав да дознам, дека планира да се истражува на кој начин кој бебе во што починало. Добро е тоа што ако новото раководство планира да се отвори, да речеме, да ја отвори клиниката и да дозволи новинарите да влезат и да видат што се случува таму, затоа што иако сме свесни дека оваа клиника е регионален центар и дека сите критични случаи без разлика дали се од приватните болници или од другите родилишта во државата доаѓаат тука, сепак алармантни се бројките во една клиника која е нова зграда отворена во 2011 година, која исто беше помпезно отворена, спектакуларно се слика, после 6 години да нема технички прием, после 6 години да се распаѓа. Зграда со која, мислам, во апаратите што беа отварани, еден ист апарат беше промовиран 10 пати, иако лекарите со тој апарат работеа 6 години претходно. Благодарам, Ирина. Ова беше Ирина Молачка, мојата колешка, која што ја истражуваше темата зошто умираат бебињата во Македонија. Гостин во Нокно студио Викторија Јовановска, директорка на клиниката за гинекологија и акушерство. Добро вечер и благодарам што сте со нас на вистина, новинарите. Благодарам на поканата. Да. Ги лоцира, речи си, сите проблеми. Меѓутоа, кажете ми колку време сте вие директор на клиниката? Неполни 2 месеци од 8 август 2017. За несреќа продолжи смртноста на новороденчињата. Да, продолжи. Зошто вие во овие 2 месеци не можевте ова да го спречите? Ако биле условите такви како што Молачка ги пишувала во измената и ги нотиравме, се уште тие се исти и непроменети. Видите, да ви кажам, за 2 месеци не може ништо посебно да се смени, меѓутоа се мониторира состојбата. Јас ја повикав санитарната инспекција, значи да дојде и да престојува на клиниката подолг временски период, за да може да се лоцираат значи комплетно сите недостатоци на клиниката. Значи сега се мониторира состојбата и ќе биде јавно прикажано, значи ќе се откријат сите слаби карки на клиниката. Исто така откако дојдов, значи 2 недели после тоа беше смртта на 3 бебиња и од тогаш почна да се прочеслуваат сите истории, значи да се види која е причината на секое поединечно, бидејќи секое дете е битно за секој случај за себе. Меѓутоа, како се случи во една вечер да починат 4 бебиња, тоа е навистина застрашувачки и знаете, доколку има родилка ќе биде страф да отиде на гинекологија да се породи сега. Тоа е така, меѓутоа нема потреба да се плашат родилките. Тоа што се случи една така лоша коинциденција, лошо дежурство, лоша среќа на дежурната докторка, која што беше дежурна. Таа вечер имаше 51 дете, од кои што имаше многу лоши деца. Овие 4 деца, значи викнав јас уште наредниот ден, се пријавени во Државен санитарен здравствен инспекторат и во Министерството за здравство, испратија стручен надзор и не се лоцираше вина во тоа како е постапувано со овие 4 деца, значи нема отстапување од протоколите и децата се третирани правилно. Сега ќе се направи уште еднаш напор да се утврди, значи од ова мониторирање да извлечеме заклучоци што не чини. Секако дека нешто се случува на интензивната нега. Токму и тоа ми е прашањето. Значи имаме малку персонал, имаме пренатрупаност. Значи имаме простор за 22 до максимум 25 деца, а ние имаме редовно над 50 деца. Самата пренатрупаност и едно дете да е повеќе создава услови за интрахоспитални инфекции. Зошто ги примате пациентите тогаш?
А каде да ги враќаме? Тоа е единствен референтен центар на педиатрија. Во моментот има 6 места интензивни и тоа се предвремени деца кои што се предвремено родени, и дали можеме некаде да ги вратиме? Ние сме последната инстанца. Мораме да ги примиме. Значи се предвидува да се направи национална стратегија заедно со Министерството и заедно со владата. Веќе имаше национална стратегија, се заговараше да се направи еден така наречен формулар каде што ќе се следи родилката од почетокот па до породувањето. Сето тоа е веќе и во предходната влада правено. Не треба да се обезбеди простор. Треба да се обезбеди простор. Имаме, документи има. Има. Тоа сега ќе се почне, значи, треба уште едно родилиште во Скопје, треба простор каде тие деца ќе бидат префрлани, значи тие кои што ќе бидат извлечени од кризата може да се префрлат во матичните центри, значи да се организира тој транспорт бек, значи да се враќаат во матичните центри, тогаш кога се веќе извлечени нема потреба да бидат на клиниката, а ние ќе имаме услови да примаме повеќе деца, со тоа што ќе набавиме нови респиратори, нови инкубатори, сето тоа ни обеќа од владата дека во најбрзо време ќе ни го достават. На клиниката има нарушени меѓучовечки односи за кои што и вие зборувате. Зошто како менаџер се уште зборувате со некој говор на омраза, да не речам, или со негативен контекст за вашите претходници, наместо да ги искористите нивните потенцијали? Па ние ги искористуваме нивните потенцијали, не зборувам со омраза. Што работи во моментот вашата претходничка, Хаџилиева? Мојата претходничка работи како шеф на одсек на оделението за урогинекологија, од каде што е дојдена. Значи до предизборието требаше да се врати на истото работно место од каде што станала директорка. Не, ова ве прашам бидејќи е специјалист нели за вакви случаи за перинатална. Да, таа е специјалист перинатолог. Дали би ја искористиле за да ви помогне во ситуацијата, за да заеднички продолжите таму каде што таа застанала или таму тоа што не го направила вие да го направите? Би работеле ли тимски со нејзе? Би работела со секој што сака да соработува тимски. Сметате ли дека во скоро време ќе престане оваа црна статистика во Македонија и барем првите превентивни мерки ќе бидат превземени? Дали имате начин да го повикате бизнис секторот или невладиниот сектор да ви помогне, например во донација на инкубатори? И на тоа работиме, да се направи една кампања и да го повикаме и бизнис секторот да ни помогне. Владата веќе обеќаше дека ќе помогне во најбрзо време и тоа непосредно веднаш после изборите. Направивме документи за донација, побаравме од Јапонската амбасада за кревети и медицинска опрема и мислам дека во најбрзо време ќе се направи нешто повеќе за овие деца. Ви благодарам многу што гостувавте во ноќно студио. Темата навистина е поразителни се сите овие бројки, не е лесно да се одговори на вакви прашања, меѓутоа се надевам дека веќе во некој идно интервју ќе имаме подобри. Мислам дека набрзо, на крајот од неделата очекувам дека ќе имаме извештај од Државната санитарна инспекција и ќе имаме стратегија од каде да се почне веднаш да се почне. До сега само не се утврдени бактерии или нешто слично? До сега не е утврдено, меѓутоа едно што е есенцијално во моментот што е јасно е дека треба да има прочистувачи на воздухот, тие треба да се набават и веќе е во постапка. Сега да ви кажам за 2 месеци ни еден тендер не може да помине за 2 месеци. Никаква набавка јас не можам да направам, никакво прераспределување, никаков прием. Во овој период се надевам дека после изборите има расположение од Министерството и од владата да се прими кадар, меѓутоа тој кадар треба и соодветно да биде обучен, значи така, да има едукација. Ќе биде малку, да. Уште еднаш што бевте гостинка во ноќно студио. Благодарам и на вас. Денови на исчекување. Дали по референдумот Каталунија ќе инсистира на независност по секоја цена, макар тоа предизвикало и конфликт, или ќе се седне на маса со шпанските власти за договор? Ивор Мицковски за можните сценарија. Наредните часови и денови се полни со неизвестност и непознати за односите меѓу Барселона и Мадрид, по вчерашниот унилатерален референдум на Каталунија, на кој шпанската круна одговори со полициска репресија и насилство. 2,3 милиони лица гласале, 90% се изјасниле за независност, но само 38% од вкупната популација на Каталонија.
Бројки кои делуваат како премалку за форсирање на независноста. Сепак, премиерот на Каталонија Карлос Пучдемон ги отвара вратите кон унилатерално прогласување на независност во следните 48 часа. Els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent que es constitueixi en forma de república. Пучдемон побара од Европската Унија да престане да ја врти главата на другата страна пред насилството и да посредува во диалогот со Мадрид. Under the Spanish Constitution, yesterday's vote in Catalonia was not legal. Европа смета дека прашањето е внатрешно и треба да се реши во рамките на шпанскиот устав, пред се блокирана од стравот од слични процеси или домино ефект кај останатите сецесионистички европски региони. Сепак, покрај Европската Унија, тој што ја врти главата е пред се шпанскиот премиер Мариано Рахој, кој вчерашниот референдум го нарече фарса. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia, que responde a quienes lo contravienen, que reacciona frente a los que lo quieren subvertir, que actúa con todos sus recursos legales ante cualquier tipo de provocación y que lo hace con eficacia y con serenidad. Но и Рахој знае дека вчерашното насилство представува голем медиумски пораз за шпанската круна, давајќи чувство и слика на одреден авторитаризам наспроти барањето на каталонците, барање кое е изфорсирано и нелегално можеби, но кое не заслужува вакви тажни слики на бруталност и репресија. Шпанскиот премиер по прв пат призна дека политиката мора да седне и да разговара за овој проблем, во обид да ја санира фрактурата барем со дел од каталонското општество. Од друга страна, каталонците ќе се обидат да придобијат што повеќе луѓе на своја страна и да го обединат реално поделеното општество по оваа символична победа за каузата за независност. Неколку се можните политички сценарија. Под еден, унилатерално прогласување на независност без договор со Мадрид, нешто што делува како најлошо сценарио со можно продлабочување на насилствата. Предвремени регионални избори во Каталонија со откажување од унилатералното прогласување независност, нешто што ќе ја засили нивната меѓународна позиција, но може да создаде поделби меѓу главните каталонски партии. Трето, предвремени парламентарни избори. Рахој излага со скршени коски од референдумот, додека кај главните партии, меѓу кои социјалистите и Подемос, нема расположение за избори. Подемос дури баре и оставка од Рахој, нова влада која би го сменила шпанскиот устав, трансформирајќи ја Шпанија во федерална држава. Активирање на членот 155 од шпанскиот устав и суспендирање на каталонската автономија. Рахој го има мнозинството во Сенатот за таа цел. И конечно, се уште далечното, но оптимистичко сценарио, дека ќе превладее разумот и ќе победи дипломатијата, ќе се седне на маса и ќе се дојде до политички договор, како во случајот со Баскија. Пред малку разговарав со Емил Киријас, генерален секретар на Либералната интернационала. Тој е во Барселона како наблюдувач на референдумот, ги следеше вчерашните настани. Го прашав каква е атмосферата сега во Барселона и кои се неговите очекувања. Па да видиме. Што понатаму, тоа е навистина тешко прашање, затоа што се плашам дека ситуацијата ќе ескалира, затоа што не постои воопшто желба за диалог веќе цела декада кај Мадрид. Може ли да дојде повторно до судири и тензии? Значи, да бидеме на сите јасно, владата во Мадрид е должна да го брани уставот. Но да се разбереме, секоја влада исто така има и задача да обезбеди политички систем кој што ќе биде таков кој што ќе му служи на населението. Владата во Мадрид може исто така да поднесе закони во Конгресот на Шпанија, може да поднесе предлог за промена на уставот, може да создаде рамка за решавање на кризата. Тоа се две прашања, едното е легално, другото е политичко прашање. Властите во Каталонија најавија дека ќе ги спроведат одлуката на граѓаните за независност согласно законот кој што беше донесен од каталонскиот парламент, а да се потсетиме повторно е укинат од Уставниот суд на Шпанија. За утре во Барселона е закажан генерален штрајк. На сите места се објавија денеска попладне надписи дека се ќе биде затворено од градскиот транспорт преку приватните предпријатија до, да кажеме, фурните и слично,
ќе се создаде уште поголема, пострашна атмосфера ако нема некој придружување во диалогот помеѓу Барселона и Мадрид. Имаше исто така денеска повик од одредени унионистички партии за активирање на членот 155 од Уставот на Шпанија, кој предвидува укинување на автономијата од трансформацијата на Шпанија од фашистичка диктатура во демократија од 75-та година навака. Се нема случајно активирање на овој член од Уставот. Неговото активирање, како и прогласувањето на независна Каталонска република овие денови, одат во насока на непознато сценарио, мислам и за двете страни, и за конфликтна ситуација. Она што е најважно во моментот е дека мора да дојдат пораки од секаде за деескалирање на состојбата и мора да се направат итни чекови за медиација помеѓу Барселона и Мадрид. Се разбира, никој не очекува дека таа медиација би била од јавен карактер, туку дека мора да се разговара износ од двете страни за да се најде решение. Не верувам дека никому, нити во Каталонија, нити во Шпанија, нити во Европската унија би му било од корист конфронтација. Напротив, кризата може да ескалира од политичка во економска и на тој начин да го загрози повторно единството на Унијата. Тоа беше Емил Киријас од Барселона, во студиото е Андреа Стојковски. Тој е магистер кој своите студии ги имаше на престижниот универзитет Карлос III во Мадрид. Андреа, секако ги следиш состојбите во Шпанија. Зошто бруталност видовме вчера заради одржувањето на референдумот? Не може ли шпанските власти едноставно да ги остават каталонците да бидат на референдум и потоа, бидејќи е неуставен, да не го признаат? Веројатно може, а меѓутоа мислам дека ова е состојба која што е слична на 90-тите години на Македонија и тоа нималку не е добро. Не е добро кога зборуваме за современа држава или за држава која што сме сметале исклучително современа досега. Уставниот суд на Шпанија се произнесе за законот за референдум, смета дека тој е нелегитимен, противуставен и побара од владата да го спречи одржувањето на референдумот. Кај нас во 90-тите Уставниот суд прогласи дека поставувањето на знамиња на други држави е неуставно, противзаконски и побара да се спроведе одлуката на Уставниот суд. Можеме ли да видиме дел од инцидентите што се случува синоќа вчера во Барселона, за да ја видиме таа слика на бруталност што се случуваше? Меѓутоа, зошто каталонците инсистираат на таа независност? Не би сакал да се најдам во улога на бранител на шпанската влада, на адвокат на шпанската влада, бидејќи во овој момент е тоа навистина неблагодарно. Меѓутоа, мислам дека станува збор за вжештени глави од двете страни на теренот. И во Каталонија, и во генералитетот на Каталонија, и од страна на централната власт во Мадрид. Обете влади инсистираа на своите услови на игра, заборавија на потребата од диалог, заборавија на тоа што значи да се биде политички лидер. Мора да имате некаква визија, мора да знаете што е добро за граѓаните и мора да знаете дека ова нималку не е добро не само за граѓаните, без оглед што ова се случува во еден од автономните региони, ова не е добро за целата држава, за имиџот на целата држава. И точно е дека сега, после овие случувања, имиџот на Шпанија не е разурнат, меѓутоа е значително нарушен. Историски каталонците можат ли ова да го бараат? Дали воопшто Шпанското кралство почива и се изгради врз основа на вакви независни региони, да речем? Постоењето на Шпанија е благодарение на персоналната унија или поврзувањето на Кастилја и Арагон со бракот помеѓу Изабела I и Фернандо од Арагон. Меѓутоа не се споменува во тоа време Каталонија, тоа е дел од кралството, Арагонското кралство. Да не одиме во историјата на историјата, не можеме да градиме сегашноста или да ги развиваме иднината, да ја создаваме иднината. Имаше еден текст пред неколку дена излезе во El País. Тоа е сепак најугледниот весник на шпански јазик во светот, во кој што беа објаснети во 10 точки работи кои што се изместуваат од вистината, се спинуваат со цел да се поддржи барањето за независност на Каталонија.
И во рамките на овие 10 точки има дел историски моменти, како например вооруженото покорување на Каталонија или пак злоупотреба и искористување на Каталонија. Меѓутоа има и економски податоци кои што се спинуваат. Например, дека Каталонија е најбогатиот регион во Шпанија, дека најмногу придонесува за бруто домашниот производ на Шпанија, дека економски се злоупотребува, дека ќе биде далеку подобро за Каталонија ако биде независна, самостојна држава и така натаму. Да не заборавиме, целата држава Шпанија е ова што е денес благодарение на членството во Европската унија. Они имале исклучително многу мал период од нивната демократизација во 75-та, односно 77-ма со уставот кој што е се уште важечки, до пристапувањето во членство во 86-та година. Благодарение на вештината на Шпанија, на целата Шпанија, таа различност на култури, на јазици, на народи на крајот на краиштата, довела до позицијата во која што се сега. Тие се исклучително добар преговарач. Кога зборуваме за Шпанија во меѓународната политика, Шпанија е членка на Г20, на групата 20 најразвиени држави. Шпанија во членството во ЕУ успеа да наметне своји правила на игра кои што ја доведоа до оваа стапка на равномерен регионален развој. И Каталонија е толку развиена колку што е благодарение на одлуките кои што заедно државата, целата држава ги имала носено. Барселона е најголемото пристаниште, можеби најголемото пристаниште на Средоземното море, второто најголемо пристаниште на Шпанија. Еве видовме што вели Кирија за иднината. Ивар Мицковски ги наброја 4 можни сценарија. Меѓутоа сега сме во период на нагаѓање, меѓутоа нашиот наслов е дека ова се денови на исчекување. Ке продолжи ли кризата? Или пак ќе седнат на преговарачка маса, или пак воопшто шпанските власти не сакат ни да чујат да разговарат? Мислам дека што поскоро на владата во Шпанија стане јасно дека политички проблем не се решава со правни инструменти. Тоа подобро ќе биде не само за државата, туку и за унијата во целост, бидејќи ќе ги исклучи сите потенцијални проблеми кои што би можеле да настанат во државата. Мислам дека ова е само ова беше една катарза која што создаде одреден капитал кај сите преговарачи и кај едните и кај другите. Едните се бранат на тоа дека го испочитувале владењето на правото, и ако земеме да бидеме строги во толкувањата, тогаш демократија без владење на право не е демократија. Другите пак преживеа некоја жртва која што создава симпатии кај граѓаните. Не можам да речем дека тоа ќе значи и симпатии кај држави, бидејќи сепак Шпанија е партнерот на државите. Да, ова прашање ќе се најде и пред Европската унија. Ако Каталонија инсистира на својата независност, во иднина ќе се соочи со многу тежок пат, кој што ќе треба да го изади за да добие вистинска независност. Може би ќе има некои држави од типот на Венецуела или Северна Кореја кои што заинаат на владата во Мадрид, ќе ја признаат независноста на Каталонија, меѓутоа тоа нема да бидат многу држави. Ќе создаде тешкоти и за други држави кои што ќе сакаат да развиваат економска соработка со потенцијално независната Каталонија и да одржуваат добри односи со Шпанија. Дали воопшто властите ќе разговараат? Мислам дека овој капитал кој што го имаат и на едната и на другата страна, и едните и другите власти, и регионалните и централната влада, ќе се употреби за вистински преговори внатре. Дали тоа ќе доведе до редефинирање на внатрешното уредување, не можам да предпоставам во овој момент како ќе се одвиваат работите, меѓутоа мислам дека нема да видиме во скоро време независност на Каталонија. Благодарам за ова гостување. Еве, како што најавивме, за жал утре ќе има затварање на метроа во Барселона, ама нема баш лесно да биде движењето. Се уште трае таа тензија. Тоа е сега веќе колку што беше безбедноста на државата вчера, со спречувањето на одржувањето на референдумот, од утре ќе треба да биде безбедноста на граѓаните и заради спречување на евентуално продолжување на конфликтите сега помеѓу луѓето. Во Каталонија живеат една голема бројка на луѓе кои што не се каталонци, туку се шпанци од другите автономни региони. И тоа статистички го покажува пред известно време некои од истражувачките центри во Шпанија дека таа бројка на луѓе тешко ќе можете да ја убедите во потребата на независност на Каталонија.
Сега ќе треба да се справят и да се објаснат граѓаните помеѓу себе, ама ќе треба некој лидер со визија за да може да биде искрен пред граѓаните и да им објасни што е навистина тоа што сториле до сега и што е најдобро да сторат во еднина. Ви благодарам на ова гостување и што им овозможите на македонските граѓани да знаат нешто повеќе за случувањата во Шпанија и за барањата на Каталонија за независност. Благодарам. Ви благодарам што и вечерва бевте со Ноќно студио. Утре вечер со вас е Сања Васич.